Среда 10 јануари, кратки вести во 12 часот. Во првата недела од годинава во Охрид се регистрирани 13 новозаболени лица од COVID-19, информираат од Институтот за јавно здравје. На државно ниво евидентирани се 72 нови случаи. За разлика од кај нас во соседството, бројките се во пораст. Во Србија има тридемија, односно судир на грип, коронавирус и респираторен синцијален вирус, а во Хрватска има и значителен број смртни случаи поврзани со компликации предизвикани од COVID-19. Пораст на бројките очекуваат и здравствените власти во Грција. Надзорниот одбор во МНАФ се очекува да го официјализира разрешувањето на председателот на управниот одбор Фахрудин Хамиди и секторскиот извршен директор Љубе Стаменковски и на нивно место да ги именува Хекура Насими и Милан Кораќ по насоките што ги доби вчера од владата, а по упадот во институцијата од 4 овој месец. Одлуките на владата го стопираа штрајкот и затворањето на македонското небо најавено за денес, а во институцијата е присутна и управата за финансиска полиција која врши контрола и увид во работењето. Основниот кривичен суд Скопје одлучува за жалбата на јавното обвинителство во однос на одлуката да не го прифати барањето за притвор за четворицата осомничени во врска со упадот во МНАФ. Се е подготвено за новото издание на традиционалниот вевчански карневал. Започнува во петок на 12 јануари. Главни музички звезди меѓу другите ќе бидат Нокаут, Игор Џамбазов и Гуру Харе Бенд, како и Наум Петрески. Сето ова е само на дополнување на главниот настан на карневалот, дефилето на маските, кое се случува на 13 јануари во попладневните часови. Тогаш цело Вевчани станува еден голем театар на отворено и сета енергија на басиличарите се впива во преубавата атмосфера. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди и студено, дува слаб до умерен северозападен ветер, максималната температура во Охрид до 4 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реџеп Селман.